Ја може би да излезам надвор од мојот мандат. Бидејќи во изминативе неколку недели имав интензивни консултации со луѓе кои се разбираат во таа работа, затоа што јас сум сигурен дека тоа постепено станува политички проблем. Тврдам дека тоа допрва ќе станува политички проблем ако пристапот од бугарска страна продолжи да биде ваков. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин. Но дали не е историска вистина 100% дека Гоце Делчев се борел за македонска држава? Автономија, независна држава, па дури на крајот оставил аманет неговите коски да почиваат во независна Македонија. Не постои ни еден документ кој вели дека Гоце Делчев се борел за голема Бугарија или за Сан-Стефанска Бугарија или изјава во која вели или став, макар прераскажано од неговите современици, дека Гоце Делчев се борел за припојување на тогашната провинција во Османското царство Македонија кон Бугарија. Значи, ако ви интересира како велат некои политичари вистината и само вистината, во ред, неспорна историска вистина е дека се изјаснувал како бугарин во тој историски контекст, како што е неспорна историска вистина и факт дека се борел за македонска држава. Тогаш е неспорно дека двете држави може да полагаат право на учествување на Делчев. Ја и дајте да не ствараме проблем таму кај што не треба да има. Че ние не можеме како држава да ја проголтаме тезата дека од 44-та натаму ние сме се пробудили едно сабајле и викам стварно сме сега македонци, дајте од тука натаму да разговараме, бидејќи тоа е политички пристап кој нема да не одведе никаде.